Добро вечер, вести на Канал 5. Празни декларации со кои се обидуваат да го измамат македонскиот народ и црвени линии кои тие самите нема да ги почитуваат. Ваква порака упати премиерот Мицкоски за предложената резолуција од СДСМ, од настанот на кој беа промовирани кандидатите за градоначалници од ВМРО ДПМН. Мицкоски порача дека нема да дозволи ново предавство на македонските интереси и праша под чие заложништво е опозицијата и до кого испраќа сигнали со ваквата резолуција. Филип Чепак денеска порача дека жали што премиерот и лидер на ВМРО ДПМН ја отфрла резолуцијата која според него е најпатриотскиот документ предложен досега за евроинтеграциите на земјава. Според него ваквиот документ нуди простор за постигнување на национален консензус околу црвените линии и очекува, како што рече ВМРО ДПМН, да се надмине себе си и по изборите ќе седнат на заедничка маса да дискутираат за предложената резолуција. Нивните црвени линии, вакви или такви, препознатливи или непрепознатливи, нема да дозволам да се црвени линии кои ќе отсликаат контури на ново предавство во иднина, ако им се дозволи да го реализираат нивниот план. Запрашете се зошто пред избори оваа тема ја наметнуваат. Повторувам, и не знам, и се чудам, на што се надеваат, до кого го испраќаат овој сигнал. Сега таа иста екипа нуди резолуција која и самите знаеме дека и таква каква што е нема да ја почитуваат. Но повторно го поставувам прашањето кој ги тера, за кого работат и до кога ќе им трае овој аранжман. Таму се наведени историски факти наназад, резолуции претходно донесени во собранието, точно е наведено што во тие резолуции претходно е веќе заштитено. Ова е еден од најпатриотските документи кој што бил понуден на оваа политичка сцена изминатите повеќе децении, поради тоа што отвара простор и врата да се конечно постигне национален консензус за нашите црвени линии. Зашто ние утре нема да преговараме со Европската Унија, доколку се постави такво прашање, тоа од што луѓето стравуваат во иднина. И тоа е се јазикот, идентитетот, културата и историјата. Агенцијата Market Vision излезе со податоци од последното нивно истражување на јавното мислење за рейтингот на политичките партии и претседателите на истите, направено за порталот МКД-МК. На прашањето во кој лидер на политичка партија имате најголема доверба, 25,3% од испитаниците одговориле позитивно за Христијан Мицкоски, претседателот на ВМРО ДПМН. Претседателот на Дуј Али Ахмети со 6,3% е на второ место, а претседателот на СДСМ Венко Филипче има 4,8%. За тоа за која политичка партија ќе гласаат, 22,9% се определиле дека нивен фаворит ќе биде ВМРО ДПМН, а за СДСМ би гласале само 5,9% од испитаниците. Околу 40% од испитаниците се уште не одлучиле за која партија би гласале или не сакаат да откријат или се уште не одлучиле дали ќе излезат на гласање. Ова истражување покажа висок процент на можна излезност на претстојните локални избори закажани за 19 октомври и 2 ноември. Од 1200 испитаници, дури 2/3, 64,4% би излегле на гласање, а 23,1% се уште не одлучиле. 12,6% изјавиле дека нема да излезат. Анкетирањето беше спроведено од 9 до 21 септември со употреба на ЦАТИ метода телефонско анкетирање со помош на компјутер на примерок од 1200 испитаници. Примерокот е репрезентативен на ниво на Македонија, според регион, пол, возраст и етничка припадност, според податоците за резидентното население од пописот во 2021 година. Синдикалната организација на обвинителски службеници предупредува на целосен колапс на јавно-обвинителските служби поради континуирани откази. Вела дека клучна причина за заменувањето на дактилографите и записничарите се подпросечните плати, неплатената вонредна работа и неценетиот труд. Синдикатот бара вклучување во законот за јавно-обвинителска служба за да се изборат за повисоки примања и не ја исклучуваат можноста за нов штрајк.
Со подпросечна плата не може да има квалитет во јавно-обвинителските служби кои се на рап на целосен колапс поради континуирани откази што ги даваат дактилографите, записничарите и останатите службеници. Реагираат од Синдикалната организација на обвинителски службеници при УПОС. Председателката Изабела Илијава вели дека нема да има кој да работи во обвинителствата, а иако има повеќе причини за тоа што кадарот си заминува, највеќе се должи на ниските примања и неплатените дневници и вонредна работа. Или накратко, трудот не им е соодветно ценет. Верувајте дека пред колапс е во моментот службата, значи имаме големо одлевање на кадар и најава за нови одлевања и откази, така да веќе јавно-обвинителските службеници се на еден начин тотално разочарани. Еве, ако споредиме со бројот на обвинители кои исто така фалат, меѓутоа споредбено 182-3 обвинители има во моментот на ниво на држава, знаеме дека на секој обвинител му треба дактилограф, бидејќи истрагата е кај нас и работиме континуирано на истрагите, кои се поврзани со рокови, што е најважно, и имаме само 52 дактилографи. Според Илиева, клучно е тие да бидат вклучени во процесот на конкретизирање на Законот за јавно-обвинителска служба, бидејќи надежите за поголеми примања ги полагаат токму во него. Апелираме до надлежните институции, до владата, нормално, Министерство за правда, да бидат прифатени во целост оние делови од предлог законот, новиот предлог закон за јавно-обвинителската служба, кои што ни се клучни за опстанок на службата. Законот за јавно-обвинителска служба да биде донесен онака како што го изработивме во Министерство за правда, бидејќи имаше на некој начин измени во битните делови кога излезе на ЕНЕР. Значи не онака како што ние го направивме. Од синдикатот не ја исклучуваат и можноста за штрајк по примерот на она што се случуваше во 2023 година поради истите причини кога службите не работеа 3 месеци, но велат дека очекуваат овој пат надлежните да имаат слух за нивните барања и веднаш по завршувањето на изборите да најдат решение. Тешко ќе се утврди дали има лекарска грешка во третманот на 7-годишното девојче од Челопек кое почина во Тетовската клиника. И покрај тоа што стручна комисија од Министерството за здравство проверува пропусти, отсуството на обдукција ја отежнува можноста за докажување на грешка. Сања Трајковска-Ставров работеше на темата. Тешко ќе се утврди дали има лекарска грешка во третманот на 7-годишното девојче од Челопек кое пред една недела почина во Тетовската клиника, сугерираат експерти од медицинската и судската област. Иако 3 комисии утврдуваа, една од нив стручната формирана од страна на Министерството за здравство се уште проверува дали има пропусти во лекувањето, без знаот од обдукција, мала е веројатноста дека такво нешто може да се докаже. Првата комисија на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, чија надлежност во најголем дел се сведува на проверка на документацијата и утврдување дали е се уредно запишано со печат од лекар, не најде пропусти, но оттаму побараа министерот да формира комисија која може да даде оценка дали детето е лекувано правилно, според медицината базирана на докази. Државниот санитарен и здравствен инспекторат изврши вореден инспекцијски надзор и тоа во клиничката болница Тетово и во амбулантата каде што се лекувало преходните денови починатото дете и согласно надлежностите кои што има инспекторатот изврши увид во документацијата, текот на лекувањето, изјави од здравствените чинители и како инспекторат поднесовме до министерот иницијатива за формирање на стручна комисија. Министерот за здравство Азир Алиев во последната изјава за медиумите кажа дека ги чека резултатите од оваа стручна комисија за да утврди како ќе постапува понатаму, но во изјавата вели дека чека и резултати од обдукција која инаку не е направена. Фактички е протоколот следен како што е дефиниран. Таму немаме некој наод да заврши нашата уште една стручна комисија од страна на Министерство за здравство и понатаму исто така ги чекаме резултатите од обдукција за да може да ги собереме сите и да видиме што понатаму. Од обвинителството преку видео докази утврдуваат како и зошто е предадено телото на семејството, иако обвинител дал наредба за обдукција со цел да се дојде до одговорните лица за кои треба да има прекршочни санкции или дисциплински постапки.
Основното јавно обвинителство Титово издаде повеќе наредби и насоки да се испита начинот на кој телото на починатото девојче било предадено, односно преземено од семејството. Дополнително издадена е наредба за обезбедување на медицинска документација, а се вршат и распити на повеќе лица. Од Тетовската клиника тврдат дека ги привзеле сите неопходни мерки според протоколите, но се било залудно и реанимацијата завршила без успех. Во изминатиот период имаше низа на случаи со починати деца, но во ниту еден немаше утврдено лекарска грешка од страна на стручните лица. Ги гледавте вестите, имајте убава вечер.